И по една недела од поплавите во општина Теарце се уште се санираат последиците. Пријавени се над 80 случаи на оштетени граѓани, почнувајќи од поплавени стамбени објекти до поплавени земјоделски површини, од населените места Теарце, Непроштено, Слатино и Пршовце. По невремето, какво што жителите не паметат, од шара во селата се спуштија наноси од кал, земја и камења, зашто од јавната установа Национален парк Шарпланина велат дека е блага опомена и дека може да се случат и поголеми поплави, поради досегашните лоши практики на управување на целата планина. Треба да се обноват шумските комплекси кои имаат значајна заштитна функција. За жал, шумите на Шарпланина се во голема мера деградирани, не само од илегални активности, туку се и нискостеблени. И сега не можам да кажам конкретно во тој дел, меѓутоа зборувам за територија на целата планина, има потреба да се подобри квалитетот на тие шуми, за да може да го зголемат капацитетот на ретенција, задржување на таа водна количина што се слева надолу. Ние работиме на плански документи за управување со шумите, кои што ќе се однесуваат и за сливните подрачја. Значи, Шарпланина се карактеризира со голем наклон на теренот, при што тие шуми имаат пред се заштитна функција. Значи, да го заштитат населението кое што живее во долните предели на планината, не само во руралните средини, туку и во Полошкиот регион. Во изминатите месеци на територијата на Националниот парк евидентирани се речиси 800 градби во населените места. Од установата потенцираат дека урбанизацијата ја нарушува рамнотежата на почвата, што доведува до ерозија. Се градат градби без дозвола, се градат градби во сливните подрачја, каде што тие градби се практично препреки и го дестабилизираат земјиштето, кое што понатака може и да се лизне надолу, значи чести се тие клизишта, посебно на Шарпланина. Имавме таква случка во 2015 во Джепчиште, во Порој. Голем дел од идентификуваните градби се исто така објектите на малите хидроелектрани, велат од установата. Малите хидроцентрали пред се имаат огромно негативно влијание за биодиверзитетот, се разбира. Но во овој случај, во случај на поплавни бранови, тие се препрека. Значи, самите машински згради или прифатните елементи се во самите речни корита. Кога таа надојдена вода од погорниот дел ќе тргне надолу, тие се препрека и можат и тие да бидат срушени и понатака понесени кон населените места. Од установата потенцираат дека во нивните напори за заштита на природата мора да се вклучат и сите релевантни институции и да ја разберат важноста во проследување на сите неправилности до самиот крај. За да спроведеме одредена казна или неправилност, ако утврдиме, потребни ни се институциите понатаму во системот кои што ќе не поддржат да тој што направил нешто нерегуларно да биде соодветно санкциониран. Значи, тука треба да бидат свесни сите институции во сите 7 општини, почнувајќи од општините, потоа полицијата, редовната полиција, граничната полиција, шумската полиција, основното обвинителство, судот, за да можеме да го затвориме тој круг на нерегуларности, за да видиме подобрување. Сама институција како јавната установа Национален парк, без соработка со другиве, никогаш не би можела да го затвори тој круг. Според мапата на ризици од поплави во Полошкиот регион, специфичната геологија на теренот, наклонот и силните невремиња проследени со обилен дожд и ветер ги прават планинските села и урбаните делови во подножието на Шарпланина меѓу најранливите во земјава. Во 2015 во општина Тетово се случија поплави со катастрофални последици и жртви.